Почитувани, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на телевизија 24, со мене Исо Мухич, а ќе продискутираме за продолжувањето на судењето за трагедијата во дискотеката Пулс, за пожарот, во кој загинаа 63 лица, над 200 се повредени. И самото тоа по себе не е ништо ново, ова е веќе и кој знае која поред тема која гласи, барем во оној дел во кој нема друго освен судењето за Пулс продолжува, означува само еден вид на континуитет во случајот на овој процес. Но она што денешното рочиште го прави поинакво е тоа што истото се реализираше денеска со сослушување на само еден сведок, па така доаѓаме до овој втор дел од темата, темпото се менува. Имено иако поканети за денеска на рочиштето не се појавија сведоците, кои всушност треба да дојдат откако на минатото рочиште обвинителството се откажа од сведоците, а одбраната не даде согласност, па беше одлучено да се повикаат сведоците. И тоа требаше да се случи на денешното рочиште, меѓутоа тие не се појавија, дали е тоа одбивање, откажување од сведочење и така натаму, затоа што официјално образложение немало, како што кажа од обвинителството, зашто сведоците не им дошле. Така што сега на денешното рочиште всушност беше сослушан само еден сведок, чиј син настрада во оваа трагедија, кој се споменува како собственик и управител на фирмите на обвинетиот газда на дискотеката, некогашната дискотека Пулс. Така што значи имаме сега ситуација во која веројатно не заглави, може да се каже дека ете сериозно успори како ќе биде понатаму овој голем процес и тука доаѓаме токму до овој втор дел од темата, значи темпото се менува, ќе има ли напредок. Значи судењето продолжува и тоа што продолжува е она временска одредница во сегашно време, нешто продолжува и така ние 30 и колку години транзитираме и уште транзитираме и веќе речиси сме заборавиле и од каде тоа сме тргнале, а не знаеме ни каде и дали ќе стигнеме, но транзитираме некаде, така и ова продолжува и продолжува, а каде оди. Од тука и овој дел во заграда ќе, значи има ли напредок за овие година дена, повеќе од година дена, повеќе од една година од оваа трагедија, дали има досега напредок и ако мислите дека нема, ете го ова како опција во заградата ќе има ли, а особено имајќи го иако имаше и во текот на изминатите рочишта некои ситуации, но добро, тоа е и нормално, не може да оди се безпрекорно, но ете, од повеќе аспекти од таа подготвеност едноставно во тие клучни моменти кои, да речеме, во рамки на тоа рочиште се потпираат токму на изјави на сведоци кои не дошле, помеѓу другото, ете, има и вработена во општината, па гости кои биле таму, кои го преживеале пожарот и така натаму. Само еден, значи, денеска и тоа, ете, сепак во една поинаква директна релација. Така што, велам, ова ќе има ли напредок ако темпото се менува. Ова е клучниот момент затоа што темпото во судски процес представува и означува брзина и динамика на одвивање на судските рочишта и донесување на одлуките. Значи, јасно имаме темпо во музиката, темпо во зборувањето, во комуникацијата, но велам, во судски процес е токму брзина и динамика на одвивање на судските рочишта и донесување на одлуки.
И темпото е клучно за остварување на правото на судење во разумен рок. Тоа е оној разумен рок и од тука се и оние очекувања кои, да речеме, би требало да се подразбираат да бидат дадени од тие кои ги водат тие судења. Освен она, не може да се каже и така натаму. Може да се предпостави еден разумен рок. Кога се имаат тие одредници на темпото и сите фактори кои може да го сменат, тогаш може и да се знае што е пребавно, што е пребрзо темпо. И пребрзо не е соодветно. За да се дојде до вистината или до правдата. Пребавното темпо е често причина на процедурални пречки или обем на предметот, да речеме. Имаме, навистина, тука огромен предмет, но во овој случај имаме други фактори кои влијаат на тоа. Како и да е пребавното темпо во секој случај негативно делува на ефикасноста на правосудството, а секако може да делува и на здравието на учесниците, што во текот на тој процес, затоа што голем дел од животот треба да се под стрес или практично цел живот, или воопшто на здравието на животот, имајќи го предвид време траењето, може и да не дочекаат колку траат тие рочишта. Така што се враќаме денеска, значи повторно на судењето и вашите очекувања година и повеќе, но добро. Еве и година да се каже, додека почнала истрагата и така натаму. Што е направено, што може да се очекува, до каде сме, дали има напредок или ќе има, и што всушност покажува ова денешно, па очигледно може да се каже, одбивање на сведоците да дојдат да сведочат. Затоа што ако имаме само еден сведок, и тоа, велам, неговата тука улога е специфична. Таткото на страданиот, кој се поврзува како управител, односно собственик и управител на фирмата. Од овие другите никој, дури ни од општина. Така што може да очекуваме и со други зборови, дали на судот сега ќе му биде уште потешко да ја бара правдата или не мора ни да се труди. Еве, гледате како одат работите. Што и да направи, па ќе се сведе сега дека и не е до судот. Или може некако да се работите сменат, за да и самото тоа темпо и динамика се смени и да се постигне навистина разумен рок, односно да се задржи ефикасноста. 6091-924-925 се телефонските броеви, да бидеме и ние ефикасни. Повелете кој ни е прв. Добар ден. Добар ден. Поздрав, да, се слушаме, повелете. Благодарам, господин Ису, на поздрав. Поздрав и од мене до вас и поздрав до вашите гледачи. Ви благодарам и јас, повелете. Судењето за пулса, мајката вашето. Тоа, господин Ису, ако го нема ќе го нема или, има напредок ќе биде. Ако го не има, за сите работи што се случува. Само разликата е дали веќе има сега или треба да го очекуваме. Значи би било тогаш има напредок веќе или дали во иднина ќе има. А може и да нема ни сега, тоа е најлошата варијанта. Дури немало да се постави тема, ако има напредок, ќе сте го гледале напредок. Вие посебно новинарите и ние тоа. Па добро, и ќе поставиме, завршува судењето или не знам до која. Да. Тоа ќе било многу брзо ако ги нема ќе или. Така да биде. Судењето за Тали, господин, Тали 1, Тали 2. 500 сведоци се пријавуваат. 500 сведоци, пази. И сега како да се испитаат тие? И сега
по одлучување на обвинет државно јавно обвинител ја исфрла Ленче Ристовско. Тоа и сега а тука имаме обратно, тука пак нема сведоци и не мора да се смени никој. Ама не дошле тие, меѓутоа повторно ќе мора да дојдат тие без нивно осведочење, нема да оди. Ќе се чека, господин Исо, ќе се чека да дојдат они. Значи треба да кажат зошто не дошле, да образлозат зошто причината не дошле и повторно ќе се вика. Нели е запишан сведокот како сведок дека треба да сведочи, тој мора да дојде на сведочење. И сега може да тоа се пролонгира. Тоа сега да кажам дека ова ќе теше долго. Си мислам дека со само кога државен јавен обвинител се постави овој за обвинетите полицајци, 13 полицајци, гледаш обвинителката ја сменија. И сега тој процес за полицајците е умерување. Значи, тие нема да бидат одговорни за ништо. Ова, да ти кажам, осудство не може. Благодарам ве, поздравувам, но се едно. Велите, да, ќе дојдат и така натаму, освен во овој момент забавување на темпото, на динамиката, разводнување или што и да е. Дали утре ако дојдат, бидат донесени се едно, имено, со други зборови, недоаѓањето денеска на практично сите, затоа што реков, заради специфичните околности, овој еден практично е и поинаков тип на сведок, поинаква димензија има. Значи, во суштина, никој не дошол, освен овој велам, кој е еден вид друга релација во целиот процес. И самото тоа по себе недоаѓање се изборува за себе и тоа како индикатор, показател. Да, велите сега, ќе ги викнат, ќе ги донесат присилно и слично и добро, што? Не знам ништо, барам да бидам иземен, довидување. Обвинет сум? Не. Што да ви кажам? Што? Не знам ништо, немам коментар. Иземете ме и не сакам повеќе да бидам повикуван. Иземете ме од листата на сведоци. И бете ви, мислам, не е во својство на обвинет, затоа. Да, ќе бидат донесени што понатаму. Ако нема, седно нема, не сака или слично, нема да каже. Нема што да каже. Тоа е друго, не сака или што. Не се сеќавам, немам што да кажам. Затоа што велам, постапката ова сама се изборува за себе. Утре што, ако бидат донесени присилно, или бидат опоменати покана пред приведување, па дојдат, што тогаш одеднаш ќе зборуваат и што не мислеле да зборуваат. Поентата е тоа, велам, не дошле сега и што мислите, дека утре ќе дојдат и ќе бидат и тоа како расположени за дискутирање. Така да, ете, во која насока оди сето тоа е суштината и што, всушност, дали може и како да влијае на самиот процес. Повелете, добар ден. Добар ден и убав ден. Да, убав ден и вам, повелете. Темата не е убава, меѓутоа ете тоа е тоа. Да. Спортот мора да продолжи понатак. Тешко на тие што отидова, овие што чекаат развршка, било како некоја ќе се најде, меѓутоа најтешко тие што ги нема веќе. Иначе ова, не знам како што да рече човек, значи толку еве имаше и во други држави вакви случувања, па ги решија. Например, ја кажав дека вакви договорчување, па смени судика, па не знам ова, па се знае како може да не се знае кој е виновен. Кој е домако нешто се случи ако го направи, значи кој е газдата. Тој газда веќе кога има објект, кога работи, што сака и кој сака некој, значи он е тој. Значи он треба да ги почитува и да ги обезбеди сите услови. Сега овие не помогнале, овие направиле така, овие зошто онака. Значи не може. Тој што со това управува, ете било објект што сака некој, значи он е одговорен. Вие кога возите кола, кој е одговорен ако направите прекршок? Јас? Значи вие сте. Кој ви направил да направите прекршок? Кој ви онака? Значи толку се договлечува, не можам да сетам зошто волку да се договлечува, кога до сега толку луѓе испитани, направени институции. Зошто не? Кој дал, значи дозвола се знае. Дозволата е многу важна.
Ако ти не ти дале дозвола, а работиш против сето тоа е веќе друго. Како можеш ти на некој да му како може тебе сега некој ти даде дозвола за управување возила ако не знаеш да возиш? Кој е крив? Точно дека си ти крив, меѓутоа и тој што ти дава. Значи тука не може овој сака, а овие што неќе сведоците да се зачет, неќе тука не знам да кажам. Тој почне да прават они самите да луѓето се посомневаат. Значи се мене некој зашто да не додеш. Кажеш што било, како било и толку ако си чист. Значи Благодарам, поздрав до вас. Во меѓувреме во саботата се одржа 40-тиот марш на семејствата на загинатите. Во просек, значи практично 4 месечно. Тие се во континуитет очигледно. 40-ти марш. И при тоа дополнително бараат, односно најавуваат дека доколку за 3 дена не добијат одговор за токсиколошките анализи, ќе излезат на протест пред Институтот за судска медицина. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Да, се слушаме, повелете. Исо, Да. абе, сакам да кажам со овој пред центар тој чака тој. Абе, многу претерување тие работи бе тој. Зашто? За кого зборувате? Не се јавува, бе. За кого Ток тоа? пати кажа. Молам? Ток пати каже не се јавувам више. Тоа чака тој, од центар чака тој. Добро. Па не го сами се да се јавува тука бе. Абе да себе чижби да сади тамо, зене тамо што има тамо, красовици тамо. Па нема 2 грама, да ти кажем право, не ќе да влегам, ама он да малку да размисли што зборува бе. Па истина мора да се тера на крај бе. 7 години, зашто не ги осуди овие бе? Зашто не ги осуди бе СДСМ бе? Дали има малко сега ќе се бара назад, ревизија на документи. Да видиме кој ќе иде у затвор. Тие болници тамо, каде бил крив? Не е каде крив. Криви се тие што се украде пари. И мобилна болница и се назад, ревизија. Он ги брани, па ја не се јавам, па се да ги побажам гледачите, ја не се јавам само. Исо, ама, ова е само таму видиме тој. Тој поќе не се јави да го исклучиме таму. Се некои препреки прави на луѓе тука. Збрки тука, па се прави мазна база тука. Баница се прави мазна. Срамота ме Игор. Исо, срамота е ова. Да се преземе, секи се врати назад. Ревизија. Како е ти? Ке му каже, Мијалко бил овој. Па кој го Мијалко? Кој го ослободи бе Мијалко? Кој го ослободи бе? Па они го ослободија. Лопуж бе све. Ама не овој од Чака. Он си нема везе, он само навивач тука се прави туе. Бил у Германија 2 месеца и се знае. Абе оди копај зеле тамо, бе, бегај тамо. Твори се таму ката тука. Добро, не знам што се нервирате толку и особено нема никаква врска со тоа, ниту право да определувате кој да се јавува, кој не, доколку е коректен, не навредува, цивилизирано дискутира. Сеедно и да најавил дека нема да се јавува, па се јавува, едноставно тоа е одлука на секого и добро е да е така, да сме еден вид јадро, нуклеус кој предизвикува интерес и привлекува. Во секој случај е еден простор во кој се овозможува на секој кој сака да коректно изнесе своје мислење да го направи тоа. И не е мала работа да привлечете некого да го каже тоа. Токму еве како ова со сведоците. Луѓето често, еве и кога треба, имаат обврска и морална и па и законска, па не го прават тоа. А камоли така некого да стимулирате, да наведете, да дискутира. Не е туку така. Така што ако некој смета дека има што да каже и тоа го прави коректно, цивилизирано, нема зошто да му се забележува. Повелете, кој ни е следен? Добар ден. Добар ден, имаме ли некого? Дали се слушаме со некој? Ало. Да, добар ден. Добар ден. Повелете, вие сте, да. Вака сега. Исо. Да. Не слушаш? Слушам одлично, да. Ја имам едно трло и сакам да го издадам под чирија.
Првото, не ме интересира какво е, што е, безбедно, безбедно. Не ме интересира што сака да прави тој што ќе го земи под чирија. Нека вади дозволи, како му одобрат, не му одобрат овона. Што има да го третират газдата на објектот во Кочани? Тој ги издава под чирија и не го интересира кој што ќе прави затре. Ако не е веќе учесник и тој во бизнисот. Тој што го земал, што го најмал, тој требало да издади од општина дозволи, употребна дозвола, дали то функционира, дали има излез, влез нормален. Тука судењето треба да се заведе, а не чиј е објектот. Објектот секако објект има. Ви одговарате го зел, не ми одговара не. Ова испаѓа како воденица, има еден камен пиксен долу, лежи. Тој другиот горе врти. Од озгора се става жито, брашно не излага. И сега што правиме? Наопаку е терат и судов, и полицијава, и сите. Чекай бе, брат, кој го користи то? Дојди вамо, дај документација, каква документација за безбедност? Дај дали си обезбедил доволно сигурности, чувари, опште, натре, колку луѓе треба да влезат, колку си пушчил натре, организаторот, тој што го користел, тој што го земал под наем, Така, тој што тој стопанисува. што ги пуштал натре. Благодарам, поздрав, добар ден, повелете, кој ни е следен. Добар ден. Поздрав до вас, повелете. Сега вака Исо. Да, кажете. Вашата телевизија е најгледана во Македонија. Се радувам што е Само така. да Да. ја кажеш за уредничката минутажа за нас големи. Многу малку, секој нема во програма што да дава. Да, знам. Значи, сега се зборам за овај новиот јавен обвинител. Значи, ова партија сега што е на власт ВМРО, јас сум еден од осевачи на ВМРО. Значи, повскето треба закон да донесе за потеклото на имото. И овај новиот јавен обвинител многу ресно се справя со криминалот. Еден од тие криминалци, е од Кавараци, бившиот председател во Основниот суд во Кавараци, Лазар Нанев. Значи, подхитно новиот јавен обвинител да го разреше онај што е обвинител во Велес. Значи, тој требаше на суд да оде и го ослободи да не оди на суд. Го ослободил од обвинение. Фија јавниот обвинител во Велес, па и у Кавараци, а тука затоа да име полицијата себе реконструкција да направи Мицовски, да ги разрешене онеја началници на полицијата во Велес и во Кавараци. Значи, Лазар Нанев е у криминал влезен и вашата телевизија да го повика онај што беше тоги министр за правда Албанеци и Весна Данева. Значи, Лазар Нанев у криминал влезен и го ослободија од обвинение. Тоа можда е вам тема, али многу лесно ќе и разрешат тие работи. Отеков за имот и готово. Лазар Нанев треба у затвор да оде, а не го поставија криминалец да биде инспектор по криминалот во Кавараци. Значи, подкитно треба да биде. Да, благодарам, поздрав, повелете, добар ден. Добар ден. Со овие три партии уште многу наневци ќе има во Македонија. Не е само во Кавадарци, во сите градови има наневци. Сега, темата да не ја читам, него тоа ке ми боде очи. Па 35 години ние ке и затоа стигнавме до ова дередже. Ние само може да се избориме тешко на родителите, на тие што ќе жалат цел век. Ке има ли напредок? Ке нема. Па добро, за да не ви боде очи, има ли досега, еве? Ако има досега, тоа ќе го исправиме. Ако има досега, тогаш се подразбира дека ќе има и од сега. Последното што го кажи и што го слушаме на вести, само еден се прејавил као сведок. Сите веќе се плашат и веќе име преку глава.
Ако сакаме ние да има разрешница, јас сум рекол, само од страна некој да дојде 10 години во сите сегменти и во сегментот на судството, тогаш ние ќе се оправиме. Иначе вака исо, само ќе се избориме, само ќе ги иритираме тие роднините на починатите и ништо ќе нема решење. Верувај ми, еве година помина, тя ќе фатат одмори, тя ќе фатат празници, па година и пол, па ќе дојдат нова година, па ќе дојде па 2 години и решење ќе нема. Тешко со овие што се на власт и што беа претходно, све дојка со овие 3 партии нема доди напред Македонија, уште долго години тоа ќе биде во сите сегменти на живење во Македонија. Само од страна од Словенија 10 луѓе и судиви саглам како таа што донесла од Романија пред 20 години. Само така ќе се реши судството. Иначе вака ние ќе се избориме, роднините на починатите ќе имат болка во душата и решење ќе нема. И се обидим и поздравам, све најдобро. Благодараме, поздравувам и јас. Болката е неспорна, но не би рекол дека ги вознемирува или иритира било што оди во насока, ако ништо друго, макар на информирање на јавноста околу тоа докаде е потрагата по вистината, по правдата. И особено ако оди во насока на тоа да констатира дека нешто не оди како што би требало во тој разумен рок. Впрочем, и тие самите, затоа и кажав, зошто 40 протести, тоа се практично секоја недела. 40-тиот марш беше сега во саботата. И дополнително најавуваат протест пред Институтот за судска медицина. Значи, едноставно, независно дали зборувале или не, тие самите се соочени со тоа. Болката е сигурно и би била и уште поголема и самите себе си предпоставувам дека би чувствувале уште поголема тежина ако не го правеле ова. Да можеле и уште 40 маршеви да направат досега, сигурно може би малку полесно би им било. А предпоставувам само потешко би им било да не направиле ништо. 4 марша до сега, првите тамо месец-два и толку. Така што велам, значи, и тоа како е битно, секако, ако грешам, апсолутно е, ние ја почитуваме и приватноста и барем тука во овие дискусии, не сме ниту дискутирале за самите настани, ниту имиња и така натаму, туку зборуваме токму за овој правен процес како функционира и до каде оди. А секако, доколку има какви да е забелешки, апсолутно ќе го почитуваме нивното барање, но јас би рекол дека на еден начин сме на иста страна. Односно дека правдата е на наша страна. И ние сме на таа страна. Повелете, кој е следен? Добар ден. Добар ден, убав ден. Да, и вам убав ден, повелете. Благодарам. Прво, дојде моето предлагање да се раздвои, значи, предметите, да се направи по 4, по 5 на еден судија, да се одберат суди и да се, значи, по ждрепка одредат кој каде ќе падне, со тоа што фактички одеднаш ќе може да се процесуират 10 обвинети, каде што ќе се процесуират одеднаш и сведоците и ќе дојдеме до некакво решение и нема да трае тоа 20-50 години, овај судија доди во пензија, другиот ќе дојде исто и тој ќе отиде пензија и овој предмет нема да се реши. Само на овој начин. Јас ги побарав од родителите да го побара тоа. Не ме послуша. Побарав и од главната судика Груевска Илиевска да го сама по себе да го раздели предметот, да може да ги разоради, значи, предметите и на некој начин да речеме сите тие 500 судии, односно сведоци, кои ќе се поделат на 10 обвинети, по 4 до 5, значи сведока, значи тоа е 50 сведока во исти ден да се
значи, се слуша 10 новинети да се слушат. Па не е исто 10 и да биде, а како што сега оди ово, по 1 до 2 претреси има во неделата, тоа значи немаме ние толку време. Зато ми се чини дека ако се паметни и суди и родители, треба да побараат тоа да се вака раз. Иначе, ни родителите ќе дочекат пред и тие што на некој начин ние сме смртни, ќе отидеме на оној свет и нема да чекаме резултат да се заврши процесот. Значи, така да на овој начин како што тера никогаш. Ама како што предлага нешто, може тоа за максимум 3 години да се, еве нека биде и 4. Значи, има време, има период да може да се расчисти ова. Ви благодарам, поздрав, добар ден, повелете. Ало, господин Со. Да, повелете. Ако сакате да ми дозволите да кажам предпоставив, да, кажете. Види, добри, знаеш што е работа? Вие, Алалда, вие водите добро емисијата. Гледам дека му укажувате на господин Митла, темата е поставена. Слушам, продолжува. И сега зошто не се држи за тема, се држи за мене, за тој од чашка, тој. Па што ти сметам, бе, господин, ако ти сметам, нека запише број мој телефон да ми се јави. 072 242. Добро, сигурни ли сте сакате во јавност да оставате телефонски број? Па, да, апсолутно немам никаква... Добро, јас да ви укажам на евентуалните... Да, во ред ви благодарам. Меѓутоа, зошто човекот се занимава со мене, господи, јас не го навредив никого. Не навредувам, не влегувам во ниједен коментар. Секој нека си коментира по своето видување на нешто. Ама јасно, јас реков, нека е тоа пристојно. Па тоа, дали не беше пристојно од мене, се што кажав е така. Па, јасно, не забирам. Значи, се биде, значи, јас тоа имам право да го кажам, мислам дека тоа... Меѓутоа, господинот, ја не знам од каде е, а тој знае, па нека каже бар тој од каде е, па јас ќе кажам кој и како се вика, јас сум Ѓоко, јас се викам. Не ме страх од ништо, затоа што никому ништо не правам, ако ми направи некој нешто, нека ми направи сериозно, за да не може потоа да му направи. Меѓутоа, не е тоа целта. Целта е јас да укажам дека вие му кажате пред тоа. Меѓутоа, ако така зборувам темата, исклучете ме слободно или него. Кажете му дека држите за темата и готово, ќе биде запред. Не, тој цело време зборуваше за тоа. Па дали ќе сум се откажал, дали ќе сум се откажал. Јас се реков веднаш и 2 недели не се јавувам. Не е битно, еве сакам. Знаеш кога нешто ќе се научиш за нешто и желба има да се јавуваш. Тоа не е ништо, никогаш не сум против ни партија, против нација, против никого не сум, меѓутоа и против никој човек. Меѓутоа нека се држат за малце култура, малце да се односот нека биде човечки. Поздрав. Благодарам, поздрав, не се тревожете, го задржувате секако вашето право, се надеваме ќе бидеме заедно и се додека како со вас, така и со сите со кои имаме добри разговори. Интересно е, навистина, и неопходно е да се слушнат различни ставови, така што единствениот услов е само да е тоа коректно кажано. А велам, добро е, треба да се слушнат и различни размислувања, ако ништо друго и токму за да го зацврстиме, да го зацврстите спротивното мислење. Мора да има и она да има спротивноста. Инаку не постои не постои ни тезата од една страна ако ја нема другата, тогаш е само една страна. Затоа е добро и неопходно, повторувам, да има различни ставови, а особено што е тоа добре дојдено за развој на таа аналитичка мисла, за да се дојде до заклучоци. Тоа се опции кои даваат одредени делчиња во таа сложувалка. Што би можело да биде по однос на темата за која дискутираме. И колку повеќе има такви делчиња, толку е подобро. Тогаш ние или гледачите се едно аудиториумот ги елиминира оние кои, велам, смета дека се ирелевантни и вели, ова сигурно не е тоа, го отфрламе, а од она што ќе остане ја склопува сликата која треба да биде колку е можно поблиску до објективната вистина, реалноста. Повелете, добар ден. Добар ден. Се слушаме, повелете, да. Ви благодарам. Молам. Се зажестија. Да. Добро е да се има различен став,
Да, добро е да се чуе и треба трпеливо да се слушаат луѓето. Ако не, нека сменат програма и тоа постои. Веднаш смени мене кога некој ме лути и јас не сакам да го дослушам. Ако премногу ми е нерелевантно. Тоа сакам да го кажам. Јасно. Не е секој став релевантен или вреден. Но и како таков е добро да се слушне за да се констатира тоа токму, нели? Колку е релевантен другиот став. Некоја област јас малку знам, тогаш мојот став 5 пари не вреди. Ете така е. И сега мојот став може би 5 пари нема да вреди, но еве ќе кажам. Инаку 100 пати сме зборувале за ова. Во тоа Кочани сите луѓе знаат со години дека во ПУС тие не знаеле дали има дозвола или не. Бидејќи тој еден манипулатор, преварант, собственик, правел милион измами со пари и наоѓал луѓе измамници кои примаат пари за да вршат измама. А таквите ги има во сите партии, сите власти, во секое време. Тој такви луѓе наоѓал. Но, нешто пострашно се крие овде. Од и мртвите луѓе не можеш да ги сокриеш, изгорените не можеш да ги сокриеш. Тоа продавање на дрога, тој бизнис со години кој носел големи пари, кому тоа му носел пари? Кој спречувал таму да се контролира? Значи, некои високи политички криминалци, јас ги нарекувам. И предпоставувам дека сум во право. Тоа треба да се сокрие. И токму затоа добро е што обвинителот ја смени онаа млада Трајковска, ли 2 презимиња има обвинителка, бидејќи се појавува и за случајот со тероризам, па беше многу срекна што досудиле 200 и нешто години. Иако и пиле на врапче на гранче, знае дека тоа не беше тероризам. Има многу други кривични дела, ама не е тероризам. Тоа сакав да кажам. Инаку обвинит. Да, ете, истече времето, благодарам ете. До слушање, повелете кој е следен. Добар ден. Здраво, Ицо. Да, здраво, повелете. Па за судењето на ПУС мора од газдата до сите што се опајдиле со мито, со ова, со она, да им се конфискува имотот и да се подели на тие што се тешко повредените и на фамилиите на погинатите. Затоа толку. Процедурално, 100 пати сум рекол, смисолот на овие гледани емисии е да разменуваме идеи за подобро на целата Македонија, целиот народ подобро да живееме. Смисолот на емисијата е со факти да дојдеме до вистината. Убаво е да се конфронтираме со факти. Ама ти да се улизуваш, поготово на предавници, како СДС, па факти се тоа дека изгореа живи луѓе у болницата, а се опајди тој Агјушев и Филипче. Тоа е факт. Изгореа за 2-3 секунди, затоа што не бил ставен гипс картон тешко горечки. Овие ги осудија во собрание 100 години, 200 години колку, ни криви ни должни луѓето лежат у затвор. Зошто да го плашат народот, Баев кој ќе го смени името и тоа на шверцерски начин го сменија, утенуваа 8 луѓе во собрание, едноставно ги осудија 200 години да не излезе народот да протестира. Тоа се факти. И сега се јавуваат до вчера во времето на Заев за да се улизуваат, се јавуваа Северна по 10 пати Македонија, кажува во вашата емисија. А кога ќе им кажат северџани или Северна трибина, па се љутат, се вреѓаат. На што личи тоа? Улизување и така натака. Па Ѓоко го иритирал гледачот и други. Овако, прво кажа нема да се јавува, бил револтиран 10 пати. Ајде се предомислил во ред. После самиот си кажа, бил во ВМРО него прави. Така, благодарам. Но добро, се едно велам. Тоа е те негово право додека коректно се изразува. Прашањето е зошто некого друг да го иритира неговото јавување. Велам, ако коректно се изразува. Добро, и што? А што има толку да се... Значи, во ред, секој може да се буни. Од забава, од, не знам, расипување на ситуација, на разговор и така натаму. Но доаѓа по тоа момент кога треба и да бидеш за нешто. Така што
во ред е тоа, значи, нека каже, но ако е кажано коректно, без да навредува или кого и да е посочува по име и презиме, што има тоа другиот да го иритира? Напротив, нека го стимулира токму да ги каже фактите. Вие велите, факти, ова, она, одлично, ето, излегувате со факти, а без тоа не би имале, да речеме, ни прилика. Јасно би можеле да ги кажете и без тоа, секако. Но друго е кога како повод ги кажувате тогаш. Еве, на она што е кажано, еве, ја сега кажам факти со кои ќе го ќе се обидете да го побиете тоа што го кажал другиот. Но не да ве иритира, тоа е поентата. Зошто да ве... А тие да, се лутат. Па се лутат затоа што вие како иритирани ги нарекувате. Значи, тоа не се факти. Туку ситуации во кои вие иритирани ги нарекувате. Вакви, такви, продадени и слично, што да именувам сега. Многу добро се знае. Тоа е тој период, тој момент кога наместо да излегувате со факти, тие кои го прават тоа, односно не го прават, се излегува со навреда. А тој и оттаму, таквиот, онаквиот. А велите тие се лутат. Па се лутат затоа што се нарекуваат како и да се нарекуваат. Значи, кој е иритиран тогаш? Иритиран е тој што ги прозива, а не тие. Тие не прозвале никого. Ја затоа велам, не се иритирајте на тие, ако коректно кажале. Мислам, немало навреда, цивилизиран разговор бил, не спомнувале никого. Сега не одговара тоа што е кажано, затоа одлично е да ви кажам сега јас факти. За тоа што кажавте. Не било сменето име, придавка била, вака и вака. Придавка што значи? Тоа се учи во трето оделение. Дали е придавка, дали не, па ќе изнесете факти. И тогаш нема што, па да видиме ако се иритира другиот, нека се иритира тој, а не вака иритирани вие, а потоа тие се лутеле, па се лутат на навреди. А навредите доаѓаат од вас затоа што изгледа вие сте иритирани. Тоа е работата. Значи, дајте конструктивно, изнесете ги аргументите и готово. И тогаш нема што да имаат воопшто ниту тие прилика да реагираат. Ако реагираат, што да кажат? Ми кажаме навредил, како сте го навредили? Ајде нека каже како сте го навредиле, ако не го навредите. Нема да може да каже никако. А вака одлично, уште алиби давате. Нарекол вака, нарекол онака, па значи кој кого навредил? Повелете. Мислам попуст. Добар ден. Добар ден, поздрав. Мисла, не е тема да се занимаваме со оние оновивачи на ДПМН, не сада само на продадени. Темава е озбилна, мислат. И треба да мене тоа меритири, што се оде политички. Па се злоупотребува дефинитивно. Се злоупотребувате така. Тие се едните и другите заради корист, не заради да придонесе нешто за тема, да придонесеме нешто, да кажеме вистината. Овде во ова студење исто нема да биде ништо по мене, нажалост, за родителите, баре да биде некоја утеха, нешто. Дали се знае чија била, кој бил раководител, се знае. Дали се знае кој потпишал да му даде дозвола да работа, се знае. Дали се знае кој пуштил повеќе внатре млади, се знае. Што има тука сведоци сега? Само обвинител ни повика судијата тие што да изале тоа и нас у тоа ги осудите. Значи не онакве, не сведоци, сега ќе договлече. Во оди на едно договлечување. Овде може мешан и Сашо Мјалков и Арсан Груби, сите овие криминалци, затоа вака оди. Сви овие кај што се вакви злостори направено на луѓето, на тероризам, најголемите криминалци се мешани од ДПМН и СДСМ. Затоа и ги нарекува овие што се надпугуваат сега да се докажат по емисија кој што е, кој повеќе знае, кој повеќе е патриот. Тие се продајат душки за ситни пари. Меѓутоа, се додека одиме ние, се додека не водат стратешки партнери на Америка и на НАТО една, а другата стратешки партнер на НАТО и на Европа, на злосторичките злостори што прават. Се додека не водат такви луѓе за лични интереси, се додека не водат такви луѓе кои што прават на држави, кои што биват деца, жени, мажи, стари, зло прават. Тие се, значи, такви се и тие што ги придржават таквите. Или овие за Европа што се, за Европа, да Европа, пред све да се луѓе, не им дават оружје и на украинците да гидат луѓе, зепат луѓе. На мирен начин, на еден културен, на еден хуман начин ќе ги орешат тоа.
Благодарам. Поздрав, добар ден, повелете. Почитам водитело. Повелете, да, ве слушам. Вако самоволие и башјубозлук, турците така велат, води до дрскост. Почитам водитело. Да јас како диме институцијата суд не ја почитувам. Значи, или некој мене ми дава за право, да тоа не го правам, така, или нешто не е во ред со мене. Ве молам, сведоци не дошле на судење. А од друга страна, денес го слушам премиеров, мислам лидеров на ДПМН, вели вака, 1.000.000 евра дневно имаме трошоци. Ова не е трошок денес. Фрлени пари. Да. Друго, мислам, тоа беше кажано. абсурд почитувам водитело, слушайте. Сега имало пријава против градоначалникот на Струга. Причина, вработениот директорот ќе го назначил на водовод. Тамо и тоа не е битно. Директорот немал соодветна квалификација, стручна спрема и сертификат. Сега, меко мускулесте, денес слушам шведска маса, не ова шведска маса. Почитам водителу. И те како? Ја ти овој ќе го бркаш, ќе огрешил законот, а каде оној Бобан, како си каше на АНБ, Боби Христо? Христовски, да, не, Бојан. Еве ти, буквално исти случај. Еве ти исти случај. Не е ова шведска маса. Ора, каде води ова почитал? Немојте ве молам, една наша соговорничка преди малку спомна нешто петпарично. Па петпарично ни е државата. Тоа највеќе иритира. И тоа допринесува до вакви несогласоци меѓу нас. Така ќе ти тече животот. Благодарам. Благодарам и поздравувам. Но и ова во друг контекст. Не е Шведска. Добро што не е и не треба да биде. Ако е Шведска, ќе седат некои швеѓани. Така што токму во таа насока не е Шведска, не може. Одлично што не е. Шведска не е наша. Ако е наша, ние одлучуваме кој седи, кога ќе седнеме и кога ќе станеме, кој ќе седне и кој ќе стане. Така да, токму тоа да не е. Не е, но да не стане нечија. Да не седна други некои. И дали е наша, ако не е Шведска, да не седат други некои. Тоа се прашањата. Не е Шведска, туку е чија. Сигурно ли е наша масата? А ако е, тогаш одлучуваме. Еве какви работи ни се случуваат. И денеска протести и така натаму. Кој на која маса седи и разговара ли и дискутира. И како дискутира. Затоа и укажувам на тие меѓусебни. Не е прашањето кој кого или како му упатил, туку зошто. Дека не треба го прави тоа, особено ако се бара од него, немојте да ме спомнувате. Кажувам свое мислење, кажете си го вашето мислење, нека е 1.000.000% сосема различно од моето мислење. Но не спомнувајте. А потоа се врти тежиштето, па се навредува. Па се навредуваат затоа што и покрај барањето, не кажувајте, се спомнуваат во негативен контекст. И имаме тотално минирање на диалогот. Туку маса на која седат некои други. Не се швеѓани, но не седиме ние. Седат некои други кои ни го диктираат. Ајде во емисијата, туку во државата. Тоа е добро да што го спомнал премиерот, да, не е шведска маса, но токму за да засили тоа да се праша каква е масата, кој се седи на маса. Дали седат заеднички и пријатели, и гости, и домашни, и така натаму, кои мислат добро за државата, или секој нашол да седне на таа маса. Па минира. Под наводници секако, и да се надевам и евентуално така и ќе остане. Секакво потенцијално расправање за тоа како да се оствари напредок на земјата, на процесите и слично. Повелете кој е следен. Добар ден. Па знаеш како, уште колку пати што ќе појавуваш ова тема, уште толку пати ќе си се повторуваме ние меѓу себе со овие работи. Ама Белка ќе заврши процесот, па да.
Меѓутоа, ако не сакае да ова да има истрагата и завршницата да биде чисто политичка, затоа што така настапија уште од првот ови од СРСМ, дека исклучиво премиерот и исклучиво министерот за внатрешни работи, друго не ги интересира, многу поинаку ќе беше. Ова и поинаков тек имаше. Како направија во Швајцарија паметните луѓе? Го седнае на обвинителна клупа собственикот газдата и архитектот. Тој што го направил, што го замислил тоа како ќе биде сигурносно направена таа дискотека. Така и кај нас. Зошто не знам, се тактизира, не се почни со собственикот. Ако го седниш собственикот, се ќе си кажи поред. Ќе си кажи архитектот од кој бил замолен да ги принамени работите, така е архитект или не е. Кој му дал дозвола, тој му дал. Така е, ти што даде дозволата или не е. Затоа што вака сега полицијата може само да си одговара пред тој што му дал наредба да извршуваат вака или така, да вршат претрез за ова или за она. Толку е нивното. Или ови обезбедувањето. Тоа е приватно обезбедување. Тоа работи како што ќе му речел собственикот. Дали биле 600 души, не може да ги брои тој колку што си издал карти ти 300 легални, 300 уште црни, толку и влегле натре. Никој не е должен да ти ги брои тебе гостите ако ти сакаш криминално да работиш. Значи, се врти околу собственикот, како да ги мрдниме работите. Само преку него. Точно ќе каже тој, кај давал пари на кој градоначелник давал пари за подкуп, на кој инспектор да му доајави дали ќе има контрола за фискални сметки, само од него. Џабе сега овој сведок, оној сведок. Седни го него, прв тој се ќе си каже. Благодарам, ве поздравувам, повелете. Добар ден. Добар ден. Дали имаме некого? Добар ден, дали се слушаме? Добар ден, повелете. Дали имаме некого? Ало? Добар ден, ве слушам, повелете. Добар ден. Повелете, вие сте. Судењето за Пулс треба што побрзо да заврши и ми се чини малку ќе им се олабави негативната енергија на родителите, малку ќе се задоволи, што се вика правдината, се борат луѓето и многу ми се допаѓа што се упорни да се докаже вистината, а може да се докаже лесно, се знае кој бил на врата, пред врата, колку требало, колку не требало да влезат, да излезат. Затоа што ако се договлачи судствово, секој ден се појавуваат нови процеси што треба да ги процесуираат, затоа што се јавила самоубиство, еве денеска протести. Што да правиме со протестиве сега? Дали е тоа за пред суд да се излези? Сите пароли што беа една не видов на македонски. Не знам сега овој протест подобро да беше во Тирана, ќе го разбере како и министерката е македонка. Треба ова влада. Има множество да донесе. Тука имаме албанци, турци, роми, власи, египтјани, македонци, што ли немаме тука? Има, значи, множество. Да не се расправаме, да не ни се крати животот од нервоза, да донесат одлука кој еден заеднички јазик ќе ни биде во оваа наша мала и сирота држава, што се вика напатена и толку честна во историјата, никого не напаѓала, се борела за кој еден заеднички јазик ќе ни биде, на кој ќе се разбериме сите ние. Мислам, греота, срамота ова што се случува, многу ми е жал. Како за државичево, така да судството треба што побрзо предметиве да не ги договлачи. Секој ден се јавуваат нови процеси, кога ќе ги завршат? Убиство, самоубиство се фрлил, не знам зошто, како треба. Тамо по ќошови деца кажуваат, стојат како киднапери, како не знам што. Ви благодарам, ве поздравувам. Не ете токму кога почнавме да се враќаме на темата, пак немаме повеќе време. И постојано нешто ни недостига и постојано така остануваат работите незавршени, а неопходни се затоа конкретни одлуки за да се има и ефикасност, да се има резултат. Да не е само она јалова, дури и енергија во струјата, па јалова енергија, не е ефикасна, што е дури контрадикторно. Енергија, а јалова. Но, како и да е, што е
кога е во прашање времето, ќе имаме утре време и ви посакувам пријатно попладне со надеж да го поминеме утре времето во подобри разговори, конструктивни, и да се надеваме дека ќе видиме ефикасност и од оваа тема и дека што помалку и ќе дискутираме за неа, а ако тоа го правиме, ќе дискутираме токму за да констатираме дека работите одат токму во таа насока на откривањето на вистината, утврдувањето на фактите и секако обезбедувањето на правдата и правичноста. Имајте пријатно попладне и останете со Централниот дневник на Телевизија 24. Довидување.